на сите. Денес ќе го работиме експериментот насловен како растенијата како фактор за спречување на поплави и ерозија. Поплавите и ерозијата отсекогаш биле проблем за човекот, а не е ништо поразлично ни денес. Со се поголемите климатски промени, поплавите и ерозијата се позастапени. Меѓутоа, доколку некогаш сте се движеле низ места каде што има застапена ерозија, како на пример ридски или планински места, ќе забележите дека оштетувањата на почвата се секогаш на места кои што се голи, односно нема вегетација. Ерозијата и поплавите ретко се јавуваат во шуми и ретко се јавуваат во ливади. Најчесто тоа е на голите места. Со овој експеримент ќе видиме како надземните и подземните делови на растенијата влијаат врз ублажување на ефектите од атмосферските води, односно спречуваат поплави, ги намалуваат ризикот од ерозија, ја зачувуваат нашата почва и исто така ни ја прочистуваат водата. Овој експеримент се одвива во две фази. Првата е подготвителна, таа што ќе работиме денес, додека пак втората е тест фаза, која се одвива неколку дена после подготвителната. Потребните материјали за подготвителната фаза ни се две пластични шишиња од 1 литар или литар и пол, околу 1 литар почва, која што може да е и купечка почва, меѓутоа може и да е ископана од најблискиот двор или парк. Исто така потребни ни се околу 50 грама семчиња од брзорастечки видови. Во овој случај имаме семки од бела детелина, меѓутоа може да се користи и луцерка, може да се користи семе од англиска трева, може да се користи и пченица. Зависи што ви е најлесно достапно. Исто така потребни ни се еден пар ножички со кои што ќе ги пресекуваме шишињата. Да започнеме со експериментот. Најпрво, шишињата се сечат на овој начин. Откако ќе се пресечат, двете шишиња треба да изгледаат вака. Кога се во хоризонтална положба, горниот дел да им биде отстранет, меѓутоа тие сепак да се доволно цврсти, да не се прекршуваат и да не се виткаат многу. Наредно, двете шишиња ги полниме со иста количина на почва. Шишињата ги полниме со земја на овој начин, односно околу 1/3 од нивната височина во хоризонтална положба да биде полн со земја. Мора да внимаваме отворот на шишето да не биде запнат. Како го наполнавме првото шише, така го полниме и второто. Откако ќе ги наполниме двете шишиња со земја на овој начин, преминуваме на сеење семчињата во едното од нив. Тоа го правиме со помош на прстите и го правиме сеењето равномерно. Откако равномерно ќе ги посееме семчињата, нежно со прстите ги посипуваме со почвата. Откако семчињата ќе бидат покриени со тенок слој на почва, истите треба да ги полееме. Мора да внимаваме водата да истураме постепено без да се направат дупки во почвата. Со успешното посејување на овие семчиња завршува подготвителната фаза од овој експеримент. Сега ни останува двете шишиња да ги ставиме на некакви услови, односно на топло и сончево место.